Беше тоа на 8 март 1910 година, кога на втората меѓународна конференција на жените социјалистки, организирана на иницијатива на Клара Цеткин, во Копенхаген е одлучено датумот 8 март да се слави секоја година како Меѓународен ден на жената. Беше тоа на 8 март 1941 година, кога е роден Христо Крстевски, македонски писател, раскажувач, романописец и есеист. Неговите најдлабоки професионални и лични занимавања се музиката и литературата. Тој бил виолинист, пеач, композитор, новинар, поет, писател. Кога Крстевски го издал својот прв роман Жестина, тој добил многу позитивни критики од страна на читателите, како и од литературните критичари. Од тогаш интензивно објавувал романи, кратки раскази и есеи. Во неговиот стил доминираат елементите на постмодернистичкиот период, особено во неговите последни достигнувања. Беше тоа на 8 март 1945 година, кога во Скопје првпат е прославен Денот на жената. По тој повод во салата на офицерскиот дом се одржа голем митинг. На 8 март 1946 година, Президиумот на Народното собрание донел закон за измена на името на Демократска федерална Македонија во Народна република Македонија. Беше тоа на 8 март 1965 година, кога во Скопје, на ракометното игралиште Пролет, се одигра првиот турнир во мал фудбал. Во конкуренција на 6 екипи, првото место го освои ФАС 11 октомври. На 8 март 1977 година е роден Петар Ангелов, македонски ракометар кој игра на позицијата голман. Тој го носи прекарот Диви, поради неговата способност да направи добра атмосфера како на теренот, така и на трибините, особено при неговите одбрани. Ангелов бил стандарден македонски репрезентативец во периодот од 2002 до 2016 година и бил дел од составот на македонската репрезентација на светското првенство 2009, како и на европските првенства одржани во 2012 и 2014 година. Ангелов исто така бил дел од македонскиот состав и на светското првенство 2015 година. Беше тоа на 8 март 1991 година, кога Радио Скопје почна да емитува програма на влашки јазик. На 8 март 2001 година, кај скопското село Брест, загина Горан Стојановски од Крива Паланка, припадник на ПЕП, откако налетал на нагазна мина во придржба на конвојот со хуманитарна помош. 8 март е Меѓународен ден на жената, символ на борбата за сите права за еднаквост на жените во целиот свет.